Можеме? Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, новата реформска влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, е одлучна да спроведе темелни реформи во полицијата и безбедносните служби, со цел полицијата да стане целосно професионален, модерен и ефикасен сервис на граѓаните на Република Македонија. Видовме дека во МВР, во полицијата и безбедносните служби има професионалци, кои за време на 10 годишниот режим, за време на насилството во парламентот, за време на обидите за дестабилизација, одговорија совесно и достоинствено во интерес на граѓаните. Заедно со професионалците ќе ги направиме потребните реформи, преку кои што ќе овозможиме полиција што ќе ги штити исклучиво граѓаните, а не нечии лични, партиски или било какви други интереси. Никогаш повеќе никој нема да смее да ја злоупотребува полицијата од партиски штабови, ниту пак во неја ќе има место за криминалци. Ќе обезбедиме полиција која што неселективно ќе се бори со криминалот и корупцијата преку непристрасно спроведување на законот за сите. Новата влада ќе застане цврсто зад личното и професионално достоинство на сите припадници на полицијата и безбедносните служби што извршуваат ова одговорна обврска. Се грижат за безбедноста на граѓаните и ја гарантираат сигурноста во државата. Ќе ги подобриме условите за работа на вработените во полицијата и безбедносните служби, како и нивниот работен статус. Ќе зајакнеме довербата и соработката помеѓу полицијата и граѓаните, што е предуслов за безбедноста на граѓаните. Еден од механизмите е преку полицаецот позорникар на улиците во населените места. Што се однесува до безбедносните служби, една од клучните реформски активности ќе биде во Управата за безбедност и контраразузнавање, согласно препораките на ПРИБЕ и европските искуства. Новата влада целосно ќе ја поддржи собраниската контрола над оваа управа. Владата ќе поддржи механизми за мониторинг на полициското постапување во случај на директна или индиректна инволвираност на полицијата во општествено непожелните действија. Еднаквост пред законот мора да има за сите. Само преку деполитизација и декриминализација на полицијата можеме да изградиме професионален и ефикасен безбедносен систем, што ќе ја гарантира безбедноста, стабилноста и правната држава, како што сме одлучни да изградиме Република Македонија. Благодарам. Повелете. Чекај, само момент. Дали преговорите за новата влада ќе се водат помеѓу Ахмети и Заев и дали е известна вашата позиција, односно функција во новата влада? Во однос на преговорите за влада, прво очекуваме Иванов да го додели мандатот, така како што е потребно да се случи. Понатаму ќе продолжат преговорите помеѓу политичките партии кои што го сочинуваат парламентарното мнозинство и дури после тоа можеме да разговараме за позиции. Денеска сосема ништо не е известно, освен што е известно дека мандатор за владата ќе биде господин Зоран Заев, председателот на СДСМ. Господин Спасов, дали во меѓувреме господинот Заев ќе има средба со председателот Иванов за евентуално да даде гаранции за унитарниот карактер на државата? Ние очекуваме одлуката да излезе во службен вестник на Република Македонија и после тоа и председателот Заев и СДСМ се подготвени да седнеме да разговараме во однос на доделувањето на мандатот со Иванов. Во однос на настаните од 27 крвавиот четврток, чекувате ли да се повлече Марко Зврлевски од позицијата јавен обвинител? Видите, ако малку имаше достоинство, морал било кој функционер кој што учествуваше директно или индиректно. Кога говорам индиректно, тоа значи односите кои што се случува после настаните на 27, секој треба да се повлече од оваа позиција, се со цел да овозможи или да ги ослободи институциите да има вистинска истрага. Многу е значајно дека во тој момент нешто се случи упад во собранието, значи тоа е упад во објект кој што е од витален интерес за граѓаните на Република Македонија, тој треба да биде под посебна заштита, за тоа мора да одговара секој еден кој што бил дел од командниот систем на Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа, не помалку, туку најважно
и најголемата одговорност требаше да ја понесат оние кои што ги отвораат вратите. Ние гледаме протекоа разни снимки од настаните во собранието и можат точно да се идентификуваат луѓето кои што ги отворија вратите на собранието на Република Македонија од внатре. Тоа се главните виновници зошто насилниците влегува во собрание, кои што беа договорени и верувам дека тоа здружение, таа група на луѓе кои што договарала убиство на македонските пратеници се дел и оние кои што биле надвор и оние кои што биле однатре. Спасов, уште едно прашање има. Сакам да ве прашам, се навршуваат 2 години од случувањата во Куманово и тој настан до крај не е јасен за македонската јавност, додуша во тек е уште судски случај против обвинетите за тероризам. Еве, кога ќе добиете извршна власт, како ќе постапите во врска со овие случувања? Дали некаква посебна истрага ќе се отвори за до крај да се разјасни што се случуваше пред 2 години во Куманово? Па видите, во пресред, односно неколку, 2 дена пред случувањето на станите во Куманово, уште еднаш сакам да изразам и сочувство и вистинско жалење за загубите кои што ги имаше и Министерство за внатрешни работи, со тоа и Република Македонија. Овој крвав четврток ги покажа сите слабости на системот, пред се на безбедноста во Република Македонија, на безбедносните служби, на Министерството за внатрешни работи. И ако добро ја гледате програмата на идната влада на Социјалдемократскиот сојуз, таму стои и тоа мора да го спроведеме, да имаме детална истрага, нова, која што ќе укаже на сите аспекти во однос на настаните во Куманово. Тоа мора да биде на еден транспарентен начин, да се расчистат сите можни дилеми, тоа им го должиме на граѓаните на Република Македонија и тоа ќе го завршиме се со цел да точно се утврдат околностите од кои што настанали секој кој што учествувал со било каков придонес во однос на овој настан или на било кои други настани кои што ја загрозувале сериозно безбедноста на Македонија ќе мора да одговара. Дали сметате дека тоа што одлуката за избор на нов претседател се уште не е објавена во службениот весник е еден вид обструкција од ВМРО ДПМН со оглед на тоа што директорот е кадар на нивната унија на млади сили? Јас тоа го констатирам. Јас сум сигурен во тоа дека се уште настојуваат некои од директорите да бидат слуги на режимот и да допринесат уште ден-два останување вештачко дишење на овој режим. Меѓутоа, мора да свати директорот на службе вестник дека тој не е директор кој што треба да оценува дали треба да објавува, туку треба да ги објави одлуките, а најмалку да ја цени одлуката на Собранието на Република Македонија и тоа мора да се случи уште денеска. Господине Спасовски, спомнавте пратеници дека се гледаат на снимките, на одредени снимки поврзани со отварањето на собраниските врати. Може да ни кажете, вие бевте еден од нападнатите таму, имавте ли контакт, ве контактирали некои од пратениците на ВМРО ДПМН, остварилте ли било каков контакт во меѓувреме? Тоа е првото прашање и второто прашање има веќе во јавноста одредени информации со список на список на министри, предлог министри за новата влада, во која вашето име стои за Оливер Спасовски. Може да ни кажете за тие комбинаторики, дали вие се сметате за нов министер за внатрешни работи, односно дали вие ќе бидете предлог за таа функција? Очигледно не сте ме слушале на одговорите на прашањата, ама ќе повторам уште еднаш. Во однос на првото прашање не реков дека тоа се пратеници. Сега ќе кажам, да, има пратеници кои се вклучени во отворањето на вратите на Македонскиот законодавен дом. Најмалку тројца и уште најмалку тројца кои што помагале. И дел од полицајци на внатрешното обезбедување кои што помагале во делот на овој настан. И неколку раководни структури во МВР кои што имаат директна командна одговорност за немилниот настан, за упад во собранието, за рушење на уставниот поредок и за тоа ќе мора да има одговорност. Тоа е првото прашање. Второто прашање во однос на било какви имиња, сакам да ви кажам дека се шпекулации. СДСМ ќе мора да го добие мандатот од председател и единствено што е известно е само дека мандатар за состав на владата ќе биде Зоран Заев. Со пратеници од ВМРО ДПМН после настанот, мислам дека ако ме прашате мене лично, немам потреба да контактирам. Затоа што дали ви контактирале со луѓе кои што седат со вас, а имаат монструозни сценарија на убиство. Меѓутоа, знаете, во политиката никогаш нема точки и никогаш нема не, ќе мора да се остварува средба со честниот дел
на пратеници или честниот дел на оваа политичка партија за која што ќе мораме да разговараме за иднината на оваа држава. Почитуван Спасовски, како го коментирате тоа што јавно обвинителство покрена обвинение за 9 лица за насилство во собранието, а одштетени странки, односно пратениците, се уште не се сослушани? Тоа е работа на обвинителството, јас само апелирам обвинителството да работи сериозно, да ги утврди сите кривични дела кои што представува рушење на највисокиот законодавен дом и да биде офатен со било која истрага и обвинение секој еден кој што учествувал во овие настани и кој што допринел Република Македонија да биде на работ на граѓанска војна, а сето друго е во рамките на истрагата и не би сакал јас што да коментирам, туку апелирам да на крајот обвинителите во обвинителството се одважат и постапуваат согласно законот. Адријан од Алсатем телевизија. Кога бевте министер за внатрешни работи, дали имавте информација во врска со ризиците кои можда би било другите групи да нападнат врз Македонија, евентуални ризици на кои што и видевме полиција во регион на Липковско и погоре, и освен ова, дали дојдевте до некој доказ дека државните службеници на службите се вмешани во овој случај, на Кумановскиот случај? Во однос на првото прашање сакам да ви кажам дека Македонија е постојано во еден безбедносен ризик и предизвик и во однос на периодот кога сум бил министер, секако дека имало и информации со кои што се потврдуваат, и тоа не е никаква тајна, тоа сум го објавувал и на неколку медиуми и во интервјуа, дека Македонија и од геостратешка положба која што има во регионот, постојано е изложена на ризици. Ризиците мора да бидат менаџирани, а тоа може да се прави успешно само ако имате професионализам во службите. А во однос на настаните, реков дека кумановските настани, односно и неколку други случаи, ќе мора да бидат сериозно и транспарентно преиспитани во однос на случувањата, организацијата и така натаму, се со цел да можеме да излеземе со конкретни информации. Инаку се, што би кажал во овој момент, би било шпекулација која што може само да ги подгрева страстите во јавност.